Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Секторот за внатрешни работи Куманово информираше дека по повод одбележување на националниот празник Килинден на 2 август во Меморијалниот центар Асном, каде што ќе се обрати претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, ќе се применува посебен сообраќајен режим. На манифестацијата, чиј почеток е закажан за 11 часот по повод 72 години одбележување на првото заседание на Асном во Меморијалниот центар, предвидено е да се обрати претседателот на државата Ѓорѓе Иванов, па затоа СВР Куманово ги информира граѓаните кои ќе ја проследат манифестацијата да пристигнат во Меморијалниот центар најдоцна до 10 часот. Поради пристигнувањето на високите гости ќе биде применет посебен сообраќајен режим со запирање на моторните возила на магистралниот пат во правец и пропуштање на службените возила со првенство на минување. Учесниците во сообраќајот треба да ги почитуваат правилата и прописите. Поради високите температури, СВР Куманово апелира до граѓаните кои ќе присуствуваат во центарот да ги преземат превентивните мерки за евентуално настанување на пожари. СВР Куманово на граѓаните им го честита празникот и ги повикува на заедничка прослава во Меморијалниот центар Пелинца. Најстарата улица Ѓорче Петров, која се наоѓа во населбата Перо Чичо во Куманово, скоро 30 години е неасфалтирана, но ќе почека некое подобро време за да се асфалтира. Дупки со длабочина од половина метар, кал, песок и камења секојдневно им го отежнуваат движењето на мештаните. Иако побарале од градоначалникот Дамјановски да најде решение и да се асфалтира патот кој е во должина од 300 метри, до сега нема направено ништо. Најстарата улица во градот Ѓорче Петров, лоцирана во кумановската населба Перо Чичо, која некогаш била место низ кое поминувале градските автобуси и армиските возила, денеска е грда слика за општина Куманово. Првично патот бил направен од самите жители кои со сопствени средства обезбедиле камен и песок, но низ годините и овој импровизиран пат се уништил. Нити некој доаѓа да види, нити да гледа, нити ништо. Овој живот срамотица и грот, ега, погледни га двор, пун ми е доле со вода. Канал се закука, канализација се закука, се живо. Ни можеш да кажи да пројдеш со школа, ни можеш да пројдеш пешки, ни ништо. Ја не знам што ќе се прави. Ова е малку чудо е. Све страни се прави и може да се направи. Ова е 300 метра пут, за да не може да се направи постојќи 60 години. 60 години постојќи пут, за да не може да се најде на крај да му се најде. Погледни што е ова. Погледнете малце погоре, гледа што е. Не може возил да заврти, не може да се крене, ништо. Дупки има по пола метар. Ја мислам дека е срамота. Носимо со приколици со школа правимо, носимо со трактори до насамот посипуваме, ништо не вреди тоа. Тоа ништо не вреди, никој. Значи овој проблем постои веќе, можеби повеќе од 30 години. Овој пат или улица, како се вика Ѓорче Петров, последните 30 години со само допринос, уште на времето, калдрма е правена, значи за 30 години не најдоа средства со само допринос, водевме канал, водевме вода, значи градските луѓе или таткото на градот Куманово, Зоран Дамјановски Циц, не најде за сходно да го реши овој проблем и овој пат. Дури во претходните мандати кога одевме кај него, баравме улицава да најде начин да ја дури граѓаните, луѓево, собиравме и средства да ни помогнат да изнајдат начин како да го решиме овој проблем. Го контактиравме градоначалникот Дамјановски за овој проблем, кој истакна дека приоритет во моментов е тековното одржување на постоечката патна инфраструктура, како и крпењето на ударни дупки. Дамјановски не даде конкретен одговор. Кога ќе се асфалтира најстарата улица? Имаме доста инвестиции во Перо Чичо. Приоритети се сега тековно одржување постоечка патна структура. Започнаме со изградба. Така да ова отворена тема која е регуларно барање на граѓаните, бидејќи имаме оштетување на некои платна, ќе го санираме со крпење на ударни дупки, а новиот слој ќе почека за новата постапка која планирам после завршување на овој дел во есен да објавиме уште една постапка за санирање на тековна патна инфраструктура. Жителите од Ѓорче Петров најавија дека доколку во скоро време локалната власт не превземе нешто, ќе излезат на протести и ќе ги блокираат сите споредни улици.
Меѓутоа, патот на улицата Ѓорче Петров е само еден од неколкуте во населбата Перо Чичо кој треба да се асфалтира. Улицата Јован Јовановиќ Змај која е во должина од 150 метри исто така не наликува на улица од 21 век. Тамошните жители велат дека и покрај платените комунали и барањата кои ги упатиле до општината, оттаму не добиле никаков одговор. Со ист проблем се соочуваат и жителите од улицата Руѓер Бошковиќ кои скоро 30 години чекаат од локалните власти асфалтиран пат. Куманово е во шок по вчерашното убиство во населбата Средорек, каде што при интервенција на семено насилство животот го загуби 36 годишниот полицаец ГС. Тој заедно со своите колеги интервенирал за обезбедување и приведување на 33 годишниот ЕБ кој бил со нарушено психичко здравје. Лицето е приведено, телото на починатиот предадено за обдукција. Кумановци и неговите колеги со неверување преку социјалните мрежи се простуваат од починатиот припадник на секторот за внатрешни работи. 36 годишниот полициски службеник ГС почина вчера вечер во болницата во Куманово од повреди кои ги доби од нож при интервенција за приведување на 33 годишниот ЕБ од Кумановската населба Средорек. МВР соопшти дека вчера итна помош пријавила дека во населбата во куќата на 72 годишниот МБ неговиот син физички ги нападнал и повредил неговите мајка и сестра. Веднаш потоа од полициската станица во болницата била упатена екипа за интервенција од двајца полициски службеници кои извршиле разговор со повредените. Од разговорот било констатирано дека се работи за лице со нарушено психичко здравје, кое било многу агресивно. По насока на дежурниот во полициската станица, екипата за интервенција се упатила да даде асистенција на итна медицинска помош за обезбедување и спроведување на ЕБ во соодветна медицинска установа. Со оглед на тоа дека се работело за агресивно лице со нарушено психичко здравје, на местото на настанот била испратена уште една група за интервенција од двајца полициски службеници. На местото на настанот, полициските службеници ги пречекал неговиот татко и им рекол дека тој се наоѓа во куќата. Сите четворица полициски службеници се упатиле внатре, но поради тесниот пристап до влезот, прв бил сега починатиот, а по него останатите. Кога влегле внатре, лицето замавнало со стаклен предмет кон нив, но никого не повредило. Во тој момент, сега починатиот забележал дека напаѓачот има нож и им рекол на колегите да се повлечат. На излегување им рекол на колегите дека најверојатно е повреден со нож и дека имал крв на грбот. Повредениот полициски службеник со возило на итната медицинска помош веднаш бил префрлен во Кумановската болница, каде како итен случај бил примен на хируршкото одделение, каде започнала реанимацијата на градниот кош. Меѓутоа, по кратко време им подлегнал на повредите. Полициските службеници кои останале на местото на настанот по кратко време го совладале ЕБ и го привеле во секторот за внатрешни работи Куманово. Во присуство на јавен обвинител, екипа на Кумановската полиција изврши увид на местото. Веднаш по увидот, надлежниот обвинител издаде наредби за обдукција на починатото лице и за вештачење на трагите и материјалните докази пронајдени на самото место. Напаѓачот е приведен веднаш по инцидентот. Станува збор за лице кое претходно повеќе пати било хоспитализирано за психијатриско лекување, соопшти обвинителството, од каде што наведоа дека последен пат од психијатриската болница во Скопје бил пуштен дома пред една недела на 25 јули на барање на неговиот татко. За напаѓачот, надлежниот јавен обвинител ќе предложи мерка притвор. Инаку лекари од медицинскиот центар Куманово во повеќе наврати барале асистенција од полицијата при укажување лекарска помош на лицето ЕБ, кој подолг период престојувал во психијатриската болница Бардовци во Скопје. Од Кумановската болница денеска не прецизираа со какви повреди се здобил полицаецот од убодот со нож, но лекарите кои ги консултиравме велат дека веројатно се работи за повреда на некој од виталните внатрешни органи или артерија. Семејството на приведениот денеска раскажа дека нивниот син и претходно боледувал и бил агресивен. Таа вечер со тупаници ги нападнал мајка му и сестра му. Жена туја паднала на тие скали. Ќерката кој, повикамо полицију. Полиција видиш, не мога ништо да направи. Улегнаа после полиција да ga фати в негада. Да ga tera ovamo u bolnicu.
И после он како налете, не знам, ја не сум бија туја унутра. Таткото жали за смртта на полицаецот и за трагичниот настан кој го потресе Куманово. Како не ме знам. И ми немаме воля. И он млад, отиде и овој. Куманово е во шок по убиството на полицаецот. Тој бил професионалец во својата кариера. Денеска неговите колеги и сограѓаните на социјалните мрежи се простуваа со починатиот припадник на секторот за внатрешни работи Куманово. Во тек се активности за реновирање на домот на занајчии во Куманово, монументална градба по која градот е препознатлив. Кумановци го поздравуваат реконструирањето на објектот кој ќе се користи за конференции, промоции, изложби и саеми. Наскоро започнува санацијата на занајчискиот дом во Куманово, репрезентативен објект кој има витално значење за градот и по кој најголемата општина во државата е препознатлива. Проектот за санација ќе се реализира преку Центарот за развој на Североисточниот регион, кој аплицираше до Бирото за рамномерен регионален развој и за кој се обезбедени 200.000 евра. 100.000 евра обезбедува општина Куманово. Избирена е Прилепска компанија на тендер како најповолен изведувач. Реконструкцијата се очекува да заврши до крајот на ноември. Санацијата на објектот кој е споменик под заштита ќе ја надгледува конзерваторскиот центар од Скопје. На првиот кат, кој е негде околу 340 квадрата, ќе има фоје, чајна кујна, свечена сала од 190 квадрата, складишен простор, сцена од 32 квадрата, кулиса, тераса, складишен простор и нормално тоалети. Вториот кат, кој е некаде 150 квадрата, ќе се преорганизира со нови содржини согласно проектната програма дадена од инвеститорот, односно од општина Куманово. Ќе има хол од 11 квадрата, галерија со 123 фиксни седишта. Последен пат реконструкција на галеријата е направена 1983 година. Натречната реконструкција планирана е да биде во функција на основната наметна, на дополнета со содржини во кој е предвидено да се одржуваат тркалезни маси, симпозиуми, семинари, предавања, седници, промоции и изложби. Интервенцијата на фасадата треба да биде сведена на минимум и ќе има соодветно осветлување кое дополнително ќе го акцентира значењето на објектот во ноќните часови. Апсолутно сум убеден дека вакви објекти од ваков, да кажем, историски значај за град Куманово треба да останат автентични, да одговарат на, да подсетуваат на она време кога истите се градени. И мислам дека внатрешната содржина можеби би требало да се смести некоја институција од културата, уште повеќе што мојот дедо на татко ми татко има учествувано вајда со финансиски средства како член на занаечиската комора на Куманово, кондураджиската комора, и тие сеќавања на неговата партиципација во градбата на овој објект уште повеќе ми даваат за право дека овој објект треба да се сочува автентичен како што бил. Многу подобар беше. Сега оштета на фасадата треба. Потребно е, зашто ова е многу убава зграда и е споменик на културата и треба да се реновира. Потребно е. А вие како изгледаш? Да. Низ своето 8-децениско постоење, делото на некогашниот архитект Владимир Антонов одамна не се користи функционално, а по добивање на надлежност на локалната самоуправа, во тек се интензивни активности за реновирање и модернизирање на неговиот интериер. Како што најави градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, на 1 август свечено ќе биде пуштен во употреба отворениот и затворениот базен во Куманово во пресрет на празникот Илинден. Тој ги повика кумановци да присуствуваат на отворањето, кое ќе биде проследено со културно-уметничка програма на која ќе учествуваат пејачи и групи од градот. Граѓаните задоволни што ќе се отвори базенот, но бараат да има корекција на цената за билетите, тоест тие да бидат пониски цени. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски претходно на одржаната пресконференција најави дека на 1 август во пресрет на Илинден на платото пред базенот во 20 часот свечено ќе биде пуштен во употреба затворениот и отворениот базен лоциран непосредно до спортската сала во Куманово. Цените нагласи се различни, за деца до 7 годишна возраст е бесплатно, за деца од 7 до 14 години 75 денари, додека за возрастни 150 денари. За затворениот базен, па како што нагласи поради
повисоките трошоци за одржување. Цената е 200 денари. А за млетешкиот базен дневна карта е 200 денари, бидејќи знаете таму имаме енергенси, таму имаме хемикалии за одржување и така натаму. Граѓаните се задоволни што базенот конечно ќе проработи и ќе може да го користат. За цените велат дека би требало да бидат пониски да се прилагодат според платите и можностите. Мислам дека би требало да ги спуштат на околу 100 денари, бидејќи сепак стандардот во нашата држава за разлика од другите држави е многу понизок и би требало според платите да се гледа да биде прилагодлива, но сепак мислам дека се окей и дека би можело да биде пониско, но сега и добро исто така. Добро барем што го направиле. Така ти планираш да го посетиш, што мислиш за вакво нешто во Куманово? Па мислам дека како млада индивидуа во Куманово нема многу места што да се види и затоа супер е што направиле ваков базен во прв случај за да имат младите како мене каде да одат. Би требало да се отворат и други работи, не само тоа. Нормално се за кај нас. Нормално. Немамо нешто тако. Треба да има још. Што друго му недостига на Куманово да има? Па да има такви базени, фудбал да се игра нешто, тако. Во спортскиот комплекс ќе може да се одржуваат професионални спортски надпревари, каде со посебна програма ќе биде вклучен училишниот спорт, пливачките клубови и рекреација за граѓаните. Градоначалникот посочи дека во комерцијалниот дел во иднина е планиран спортски комплекс преку јавно-приватно партнерство или концесионерство, хотел кој ќе има капацитет за 48 гости со ресторан, продавница за спортска опрема, кафулиња и изрази надеж дека на овој начин ќе се острана досегашните недоследности околу сместувањето на спортските екипи и гостите во градот. Сликата за Куманово како занаетчиски град секојдневно се губи. Некогашните улици на кои се наоѓаа многу ковачки, кожарски дуќани, бојаџиските или марските работилници денеска сведочат за времето кога граѓаните на Куманово живееа од старите занаети. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување повторно ќе ги враќа изумрените и заборавени занаети како лимари, ковачи, стаклари и органџи преку мерката за вработување на лица заинтересирани за изучување токму на занаетите. До крајот на месецот е продолжен рокот за вработување преку мерката за враќање на стари и подзаборавени занаети. Ако Куманово гласеше за занаетчиски град, денеска многу дуќани се во распаѓање и затворени. Владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување со оваа мерка ќе се обиде повторно да ги заживее сите занаетчиски работилници и дуќани. Од Центарот за вработување од Куманово ги повикаа сите заинтересирани лица кои сакаат да изучуваат некој занает да се пријават на огласот кој веќе тече. Ги повикувам сите невработени лица кои може да се најдат во овој тип на занает, тоа се стаклари, лимари, јорганџи, бравари, нека повелат во Агенцијата за вработување. Во едно апел и до занаетчиите кои се бават со овие дејности да повелат во Агенцијата за вработување да ја спроведат оваа одлука. Според Тренчевски, технологијата и новото време си го направиле своето и затоа денеска има се помалку пред се млади лица за кои изучувањето занает е атрактивно. Тој смета дека токму со оваа мерка ќе се направи чекор напред да заживеат занаетите. Новите времења, новата технологија даде свој допринос за маргинализирање на овие стари занаети. Само за пример ќе кажам јорганџиите. Сега имаме увоз, имаме конкуренција зголемена, имаме потиснување на цените на пазарот на трудот. Според податоците на Занаетчиската комора на североисточниот регион, кој е освен Куманово, ги опфаќа општините Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Липково и Старо Нагоричане, регистрирани се над 330 занаетчии кои се занимаваат со еден од 37 занаети. Тече рокот за пријавување на 39.520 спортни гласачи. Граѓаните на кои не им се совпаѓа с податоците при проверките за прочистување на избирачкиот список имаат рок до 19 август да се пријават до Државната изборна комисија за да го регулираат своето избирачко право.
Граѓаните на кои не им се совпаѓа податоците при проверките за прочистување на избирачкиот список имаат рок до 19 август да се пријават до Државната изборна комисија за да го регулираат своето избирачко право. ДИК информира дека до 13 часот 502 граѓани се пријавиле за да го регулираат своето избирачко право. Од пријавените 116 се обратиле во подрачните оделенија и канцеларии или во дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, додека 386 граѓани пријавувањето го оствариле преку веб апликацијата на комисијата, соопшти вчера ДИК. За вкупно 39.502 лица се појавија несовпаѓања на податоците при вкрстените проверки за прочистување на избирачкиот список, доколку во предвидениот рок тие се пријават во ДИК и покажат валидни лични документи, ќе бидат ставени во избирачкиот список, во спротивно нема да може да гласат на престојните избори. Воена делегација на армијата на Република Македонија, предводена од началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, ќе оствари дводневна официјална посета на македонските мировници и на командата на мисијата Одлучна поддршка во Кабул, Авганистан. Како што информираат од Генералштабот на армијата на Република Македонија, генералот Величковски во текот на утрешниот ден ќе оствари официјална средба со командантот на мисијата Одлучна поддршка, генерал Џон Николсон, како и средби со одговорните старешини во командата за обука, советување и асистенција на главниот град. За време на престојот во Авганистан на 2 август, македонската воена делегација заедно со сите припадници на армијата на Република Македонија од оваа ротација, кои се наоѓаат во мисијата Одлучна поддршка, ќе го прослава државниот празник Килинден. Инаку ова е прва посета на македонските мировници и на командата на НАТО, предводената мисија Одлучна поддршка од страна на највисоко воено раководство на армијата на Република Македонија од нејзиниот почеток во јануари 2015 година. Македонскиот контингент го сочинуваа 39 припадници на армијата на Република Македонија кои ги извршуваат должностите во составот на командата за обука, советување и асистенција на главниот град, силите за обезбедување на главната команда на мисијата Одлучна поддршка во Кабул и во командата за обука, советување и асистенција Север. Околу 7.000 турски специјалци во оклопни возила ја блокираа базата Инџирлик. Јеменската влада го прифати мировниот план на Обединетите нации за прекин на конфликтот во државата. Парламентот во Тунис изгласа недоверба на премиерот Хабиб Есид по само 18 месеци на функцијата. Ова се вестите од светот за денеска. Околу 7.000 турски специјалци во оклопни возила ја обколија утре во воздухопловната база Инџирлик, што ја користат НАТО и САД, јавуваат турски медиуми. Турскиот министер за преговори со Европската унија, Омер Челик, објасни дека се работи за безбедносна проверка, но се појави и шпекулации за нов обид за пуч. Турскиот весник Хуриет претходно објави дека полицијата во градот Адана, во близина на Инџирлик, добила информација за нов обид за пуч, пошто таму се испратени специјалци. Влезот во базата е блокирана на фотографии од граѓани и се гледаат специјалци со автоматско оружје водени топови. Јеменската влада соопшти дека го прифаќа мировниот план предложен од Обединетите нации за прекин на конфликтот, кој трае повеќе од една година. За сега бунтовниците не го соопштиле својот став. Мировниот план беше предложен на средба во главниот град на Кувајт со учество на председателот Абед Рабо Минсур Хади, поддржан од Саудиска Арабија. На средбата беше одобрен мировниот план на Обединетите нации во кој се повикува за прекин на вооружениот конфликт и повлекување на бунтовниците од Сана и градовите Таис и Худеида, се вели во владиното соопштение. Главниот град Сан е окупиран од шиитски бунтовници Хути од септември 2014 година. Владата постави услов шиитските бунтовници и силите лојални на председателот Али Салех да го подпишат мировниот договор до 7 август. На премиерот на Тунис Хабиб Есид му беше изгласена недоверба во парламентот по само 18 месеци на функција. Вкупно 118 пратеници гласа против Есид, тројца беа да остане на функција додека 27 беа воздржани. Владата на Есид беше во голема мерка критикувана поради тоа што не успеа да ја реши економската криза во државата. Серијата напади на джихадисти поради високата стапка на невработеност. Есид беше под голем притисок откако председателот Бежи Кајте Сепси упати критики до владата и предложи формирање нова влада на национално единство.
Извонреден резултат постигна македонскиот пливач во маратон Томи Стефановски, кој во Канада се искачи на победничкиот пиедестал. Голем успех на македонскиот маратонец во пливање Томи Стефановски, кој го освои третото место на трката во Сан-Жен во Канада во рамки од Гран При серијата на Фина. Стефановски 32 километри ги преплива за 6 часа 39 минути и 28 секунди, со што обезбеди уште еден победнички пиедестал во својата успешна кариера. До првото место доплива американецот Алесандр Мајер, а Едуардо Стокино од Италија заврши како второпласиран. И другите двајца македонски пливачи има одличен настап. Евгени Попацев го освои петото место со време 6 часа 41 минута и 42 секунди, а Александар Илиевски завршил на 9-та позиција со време од 6 часа 52 минути и 20 секунди. Во женска конкуренција триумфираше русинката Олга Козидуб. По маратонот во Канада, во Гран При серијата сега следува Охридскиот маратон на 20 август, а потоа и маратонот на 4 септември во Капри, Италија. Македонската ракометна репрезентација до 20 години неуспешно стартуваше на Европското првенство, откако во првиот надпревар доживеа пораз од Норвешка. Машката младинска репрезентација на Македонија загуби од Норвешка со 27-24 на стартот на Европското првенство за ракометари до 20 години, што се одржува во Данска. Рано попушти отпорот на македонските играчи на воведниот меч на шампионатот. По стартното водство од 2-0, избраниците на ВД селекторот Александар Јович им дозволи на норвежаните да направат серија од 4-0 и да ја преземат иницијативата на теренот. Македонските ракометари во првото полувреме играа премногу споро во нападот и тешко доаѓаат до позиција за шут кон противничкиот гол. И на стартот од вториот дел младите македонски ракометари не успеа да фатат ритм и да најдат вистинската игра, посебно во нападот, додека на спортивната страна селекцијата на Норвешка многу лесно доеше до реализација и со рутинска игра ја одржуваше разликата. Најефикасен во нашиот состав беше Давор Палевски со 6 гола, по 3 погодоци постигнаа Кузмановски, Талевски и Велковски. Филип Кузмановски беше прогласен за најдобар играч во македонската селекција, а голманот Саје Варас беше најдобар поединец во селекцијата на Норвешка. Во вториот направ на Европското првенство, македонската селекција ќе игра против домаќинот Данска. Најдобриот на изминатото Европско првенство Гризман е голема желба на раководството на ПСЖ, која посакува да го ангажира во преодниот рок. Вести од меѓународен спорт. Францускиот шампион Пари Сен-Жермен ја подготвува бомбата на летниот преоден рок, иако во секој момент се очекува и Пол Погба од Јувентус да се пресели во Манчестер Юнајтед. Но нападачите секојаш привлекуваат најголемо внимание, а Пари Сен-Жермен го посакува во своите редови францускиот голгетер Антуан Гризман, кој блескаше на Европското првенство. Новиот тренер на светците Унај Емери полека го склопува мозаикот на тимот, а раководството сака да го надополни со Антуан Гризман. Атлетико Мадрид има големи планови со Гризман, но ако се земе фактот дека тој беше купен за 30 милиони евра, понудата на ПСЖ за да се заработи повеќе од двојно на неговата продажба, најверојатно ќе биде многу сериозно разгледана. Досега во тимот на Пари Сен-Жермен како нови засилувања пристигна Хатем Бен Арфа, Томас Муние и Гжегош Криховијак. Покрај Гризман, Унај Емери е заинтересиран да го засили на волниот ред и со Хесе Родригес од Реал Мадрид. Ромело Лукако е голема желба на Антонио Конте за предводник на нападот на Челси во новата напреварувачка сезона, тврдат англиските медиуми. Иако сините веќе го ангажираа Мичу Бачуај од Олимпик Марсеј, на Конте му е јасно дека му е неопходен уште поквалитетен нападјач, доколку сака да се носи со Юнајтед, предводен од Ибрахимовиќ или Сити со Агуеро, па затоа раководството на лондонскиот клуб тргна по целосна офанзива по Лукаку. Откако првата понуда во висина од 60 милиони евра беше одбиена од страна на Евертон, Челси пред неколку дена испрати нова поголема понуда, овој пат во висина од 70 милиони евра. Карамелите барем засега не одговориле на понудата, а нивниот став барем досега беше дека белгискиот интернационалец вреди најмалку 90 милиони евра. Останува да се види дали самиот Лукаку ќе изврши притисок за да му биде дозволено да се врати во клубот каде постигна добри резултати.
CJ Мекалум потпише нов 4-годишен договор вреден $106 милиони, 10-тиот пик од 2013 година, експлодираше мината сезона со просек од 21 поен, 4 асистенции, 3 скокови по напревар и беше еден од најдобрите за пласманот на Блейзерси во плейофот. Мекалум дури за 14 поени го подобри својот поентерски учинок во однос на претходната сезона, па беше прогласен за кошаркар кој најповеќе напредувал во НБА лигата. Благодарен сум на довербата која клубот ми ја дава откако дојдов во Портланд, ова веќе го сметам за мој втор дом и се радувам на новата сезона, истекнал Мекалум по подпишувањето на новиот договор. Времето денеска сончево и многу топло во планинските предели со мала облачност. УВ индексот изнесува 9. Тука се одјавуваме, благодараме што бевте со нас, пријатно попладне.